По 11 пат Соединетите Американски држави се присетуваат на терористичкиот напад од 11 септември 2001 година во Њу Јорк. За прв пат годинава одбележувањето помина без политички говори, што е чудно затоа што се случува во изборна година. John Michael Barbaro, David M. Scales, Robert Louis Scandol, Michelle Scarpita. Зад секој од речиси 3000 имења стои живот на приказна, надежи, соништа, а сите згаснаа во еден ден, денеска пред 11 години. Со традиционалното читање на имињата на загинатите, нивните семејства во Њу Јорк, во Пентагон кре Вашингтон и во Шенксвил, Пенсилванија, ја одбележаа годишнината од најкрвавиот терористички напад во историјата на САД. На нулта точката на нападот во Њу Јорк, годинава, за разлика од претходно, не учествуваа лица избрани на функции за вниманието да се насочи на почита кон загинатите и да се избегне секакво влијание од сеприсутната предизборна сцена. Во Вашингтон пак председателот Барак Обама и првата дама Мишел најпрвин со минута молчење дадоа почит на загинатите. Обама на одвоената комеморација во Пентагон им порача на семејствата на загинатите дека без разлика на текот на годините нивните најсакани нема да паднат во заборав. А што мислат американците? Дали се побезбедни за разлика од шокантниот ден пред 11 години? Запрашавме неколкумина од нив на улиците на Вашингтон. Тешко е да се каже, немаше терористички напад од тогаш, иако може да се случи во секое време. Потрошивме многу пари во двете војни во Ирак и во Афганистан. Многу американци ги загубија животите и тешко е да се каже дали сме побезбедни. Денес сме побезбедни поради политиката на председателот Обама, пред се поради безбедносните мерки кои ги воведе во земјата. Да, дефинитивно сме побезбедни затоа што се основа одделот за домашна безбедност и јас едно време бев дел од него. Безбедносните агенции споделуваат информации меѓу себе и благодарение на тоа многу терористи беа фатени или убиени. Исто се чувствувам, ниту помалку, ниту повеќе безбедно. Воведени се поголеми безбедносни мерки на аеродромите и пристаништата, но не можам да кажам дали е побезбедно. Домашниот тероризам, а не меѓународниот, представува поголема закана денес. Непосредно пред денешните комеморации, од страната и дамката што се закануваше да ја засени годишнината. Градоначалникот на Њу Јорк, Мајкл Блумберг, соопшти дека е надминат спорот меѓу пристанишните власти, кои беа собственици на кулите, и фондацијата одговорна за музеот во знак на сеќавање на жртвите, со што ќе продолжи неговата изградба. Од Вашингтон, Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски.